Добар и убав ден, драги мои, и добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова шоу, а за вас денеска спремив многу интересно јадење, кое е едно од моите омилени. Пилешки џигер со карамелизиран кромит и компир потпечен во тава во рерна и плюс поташ од тиква. Гледајте не за тоа што веднаш почнува. Ќе направам денеска еден многу вкусен поташ од тиква. Кога ќе се појави тиквата на пазарот, сите ја користиме, меѓутоа едно време ја подзабораваме, а нема потреба. Добра чорба од тиква секогаш поминува за оние кои го сакаат вкусот на тиквата, затоа што првенствено тиквата е многу здрава. Замислете, има многу повеќе витамин С од многу други зеленчуци, а велат дека може да замени и 100 грама чоколадо и да не направи многу посрекни. Затоа не ја заборавајте тиквата, не го користете ја постојано во храната што ја готвите нели за вас и за вашето семејство, затоа што е многу здрава. Пилешки џигер. Многу го сакам, многу го почитувам затоа што едноставно неговиот вкус е идеален за оние нели кои сакаат џигер. Откако ќе го купиме, овој пат купив со срца, ставете го садот во мијалникот и пуштете тивко нека тече вода со цел од џигерот да излезе целата крв и добро да се измие. Додека таму полека џигерот се чисти, јас ќе почнам веднаш да ги спремам компирите, бидејќи денеска ќе направиме тава со пилешки џигер, карамелизиран кромит и компири. Компирите прво ќе ги исечам и ќе ги ставам во еден длабок сад. Огноотпорен секако. Ќе додадам бело вино, ќе додадам вода, масло, дафинка, бибер и ќе ги ставам полека во рерна на 220 да си крчкаат. Зошто? За да го скратиме времето, додека го правиме едното, компирите половина ќе се обработат. На крајот, кога џигерот и кромидот ќе бидат готови, ќе ги додадам во тавата, ќе промешам се и ќе оставам сето тоа убаво да се потпече. Ќе зачинам со една лажичка дафинка, малце бибер и малце сол. Ќе додадам бело вино. Една мерка вино, 2 мерки вода. Сосема доволно. Сега ова, како што ви кажав, оди во рерна на 220 степени. Ако сакате да го убрзате и овој процес, исто, една мерка вино, 2 мерки вода, зачините и ставете на тивко тоа да си крчка на шпоред. На тој начин компирите не исто така ќе се обарат. Јас денеска го одбрав овој начин во рерна затоа што на крај џигерот ќе го ставам во тоа, ќе измешам се и ќе потпечам. Сега, потажот од тиква. Во тенџерче ставаме пут. Тиквата ќе ја исечам на парчиња и ќе ја ставам полека да си крчка. Тиквата можете, ако имате доволно време, да ја ставите и во рерна и убаво да ја испечете. Потажот ќе биде исто многу вкусен, а неговата структура ќе биде одлична. Велат дека колку појака портокалова боја има тиквата, толку е позрела и повкусна. Затоа, кога купувате тиква, внимавајте да има убава и јака портокалова боја, затоа што тука е вкусот. Откако ќе издинста 10 минути,
тиквата, тамани мојот зеленчуков бујон ќе биде спремен, ќе додадам и ќе оставам на тивко да се вари. Ќе запржам кромит на страна и ќе го додадам во тиквата, за да има и вкус на кромит, она што сите го знаеме и сите го сакаме. Додека ова си се пржи, ќе почнам да го карамелизирам кромидот за џигерот. Имам две тавчиња, едното ќе ми биде за џигерот, а другото ќе ми биде за кромидот. Ставам само путер да се растопи и малце масло, кромидот да биде исечкан на месечинки. Всушност, за да го убрзаме и овој процес, јас и кромидот за тиквата, за потажот, ќе го ставам заедно со останатиот кромид, па потоа ќе извадам. Меѓутоа, не смееме да дозволиме кромидот за тиквата да карамелизира, затоа што кога кромидот ќе карамелизира, има потежок вкус. Кога ќе застакли, кога ќе омекне, тогаш ќе го додадеме внатре. Лешкиот џигер си бара кромиче, затоа што тоа дополнително го разубавува вкусот и му дава друга енергија. Ајде, уште едното кромиче. Јас сега ќе го додадам путерот. Кромидот е готов. Путерот одлично почна да пени, што значи дека имаме одлична температура. Сега уште на почетокот, веднаш ќе зачинам со сол. И со црн бибер. Сега ќе го оставам кромидот да си омекне полека, термички да си се обработи. Еве, тиквата почна да пушта мирис. Одлично. Бујонот да видиме до каде ни е. Од се што има зеленчук на нашиот пазар, може да направите помалку од се, одличен зеленчуков бујон, кој верувајте дека на вашето јадење ќе му даде дополнителен вкус и верувам дека тој вкус сите го познаваме и на сите ќе ви се допадне. Еве го, тоа полека си крчка и баш тоа ми треба. Добра температура, добар сад за готвење и еве го кромидот веќе почна да омекнува. Тоа ми се допаѓа. Тиквата полека, но сигурно си се крчка, не брзајте со тиквата затоа што имаме време. Додека го испржиме кромидот, додека го испржиме џигерот, додека ставиме да се пече, значи полека. И бујонот, погледнете го. 35 минути на средна температура, полека. Нека го пуштат вкусот сите зеленчуци што ги имаме внатре. Ајде сега да продолжиме. Масло ќе додадам да се загрее, а во него секако и малце путер. Малце лукче. Лукчето на крупно исечено и ставете го само колку да го пушти мирисот, да почувствуваме аромата која сите ја познаваме. Еве го, тоа е моментот. И сега, џигерот, како што ви кажав, тенок мласна вода, оставете го помалце да истекува во мејалникот и ќе биде одличен и спремен за обработка. Сега ќе промешаме.
сакам пилешки џигери. Одлично. Еве го и кромидот. Малце да омекне. Ќе додадам во тиквата и ќе додадам од бујонот. И тоа полека ќе си крчка. Замислете го вкусот на бујонот кога ќе се спои со вкусот на тиквата и на кромидот, ќе добиеме совршенство од поташ. Кромидот е карамелизиран, а јас како што ви кажав, кога ќе омекне, ќе додадам во тиквата. Тиквата убаво од преска си крчка. Сега ќе додадам од зеленчуковиот бујон, ќе зачинам и ќе оставам на тивко сето тоа убаво да си се свари, а потоа со рачен блендер идеално и елегантно ќе ја испасирам. Сосема е доволно. Сега, џигерот ќе го префрлиме во кромидот. Ќе додадам една лажичка дафинка. Сол и уште малце бибер. Сега ќе го извадам тапчето со компирот од рерна и ова ќе го додадам во него. Компирот убаво си крчка, меѓутоа овој сад ќе ми биде мал за оваа количина, не сакам да биде преполно, затоа ќе го префрлам во тапче, со тоа што прво ќе го ставам џигерот. Потоа и компирот. Многу е жешко тапчето, внимавајте. Сега ќе биде таман. Измешајте го вака убаво. Тоа е тоа, го враќам сега во рерна да се пече, а ја за тоа време ќе ја средам кујната. Чорбата или потажот од тиква полека си крчка, ќе биде готов, ќе го изблендирам со рачен блендер и денеска ќе направиме, и тоа справам многу убав саботен или неделен ручек кога сите се дома и кога сите ќе уживаат буквално и дорека се прави и дорека се пече, за тоа што навистина преубаво мириса, превкусно. Тавата со пилешки џигер, карамелизиран кромит и компир е готова. Едва чекам да ја пробам. Сега потажот од тиква со блендерот, внимателно изблендирајте ја целата оваа смеса. Треба да биде густа и елегантна, меѓутоа не премногу густа. Кога тиквата ќе биде добро сварена, кога кромидот ќе биде исто така добро сварен, многу едноставно и многу лесно се пасира. Кога ќе додавате крем за готвење од моја кравица, внимавајте, тиквата мора да ја задржи жолтата боја. Може малку да ја смени на побледо и тоа е сосема доволно. Ако е премногу густа, тогаш од бујонот зеленчуков што го варевте, додајте уште една лажица, оставете го малце на оган
и потажот од тиква ќе биде готов. Јас меѓу време на загреано тавче ставив малце масло, додадов семки од тиква и многу брзо ги истостирав или ги испржив на маслото. Така да тоа ќе биде една од главните декорации на овој поташ од тиква. Секако во една од минатите емисии направив и масло со свежи чили пиперки и тоа ќе го додадам мала контраст, мала пикантност да дадеме. И еве го добивме токму она што треба. Одличен поташ од тиква. Погледнете оваа структура. Сега, многу малце павлака за готвење ќе ставам, тенок слој. Ете така. Семките. И на крај малце пикантно црвено масло. Идеално. Сега, се што треба да направам е тавата со пилешки џигер да ставам во голема чинија и све да ставиме на нашата трпезариска маса и вистински да уживаме во вкусот. Колку убаво мирисува. Сосема доволно. Мојот омилен дел од пилешкиот џигер се пилешките срца. Сега ќе пробаме едно. Идеално. Погодено на сол, погодено на секако што треба, идеално меко, онака како што треба да биде сготвен еден пилешки џигер. Тава со пилешки џигер, карамелизиран кромит и компир. Многу вкусна тава. Направете и нема да зажалите. А потажот од тиква, вистинско задоволство за сите оние кои ја почитуваат тиквата, а оние кои не го сакаат вкусот на тиквата, направете и дајте им да пробаат, верувате, ќе го засакаат. Тоа беше се за денеска, драги мои, а ја еден мал подсетник. 4сезони.mk, нашата веб продавница која морате да ја посетите и секако едно големо благодарам до моите пријатели од специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ВЗУ Ива Беланова. Имајте добра и пријатна вечер.